Добар ден, се наоѓаме во село Саракино, Полошко, Тетовско. Овде разговараме со жителите на ова село за проблемите кои што ги тиштат и проблемите се исти како и секаде во нашата држава. Тоа се малите плати, малите примања и масовното иселување на младите од нашата држава. Дојдовме да го представиме планот за животот во Македонија и да го зборуваме за минималната плата која што ќе изнесува 16.000 денари и просечната плата во висина од 30.000 денари. Конечно да го вратиме човекот во фокусот на вниманието на државата, а не да се богатат определени индивидуи и определена фамилија за сметка на сите граѓани. Овај земјоделски сточарски крај разговараме за висината на субвенциите кои што државата е должна да ги даде на земјоделците. Тие изнесуваат на вкупно ниво годишно 160 милиони. Меѓутоа и за сестраната помош која што владата на Социјалдемократскиот сојуз ќе даде особено на младите луѓе кои што се определени да се занимаваат со земјоделие или со сточарство, субвенции во висина од 20% за секој нов хектар, субвенции во висина од 4 до 4,5 денари за високо квалитетно млеко, начин на кој што ќе се дојде до производство на тоа високо квалитетно млеко, субвенции значи за набавка на стадото и за храната со кој што ќе се храни стоката за да произведе таков тип на млеко. После 11 години конечно им текно или нешто ветуваат. После 11 години тие нема што да ветат, после 11 години мора да се заминат. Македонија мора да ја вратиме во рацете на граѓаните, човекот да го ставиме во центарот на вниманието. Никола Груевски нема повеќе што да нуди и никому што да ветува. Македонија ќе изградиме едно општество, ова село е со етнички мешан состав и овдека најдуваме на прием од сите луѓе, затоа што зборуваме за проблемите на луѓето. На луѓето име доста од поделби, Македонија не може, не смее, не треба да се дели. Македонија мора да биде единствена, јака, цврста, европска, модерна држава.